Добре дојдовте во процес. Многу граѓани го изгубија правото на постојана или социјална парична помош затоа што преку брз трансфер на пари добиле одредена сума на средства. Министерството за труд и социјала одлучи, а тоа го подкрепи со закон, да им ја одземе екзистенцијата на сите во чии домови влегле дополнителни средства, а спаѓаат во оваа категорија на граѓани. Добил пари од странство за погребот на сопствениот син и му ја укинале социјалната помош. Ова е причината поради која Шераф Един Сейфулла од почетокот на годинава не прима ниту динар социјална помош, а како казна ќе треба да ги врати и парите кои ги добил како државна помош минатата година. Сейфулла вели дека во последните 2 години 2 пати му биле испратени пари од роднини од странство за да ги покрие трошоците, но тие не го надминуваат износот кој законски е предвиден за да може да зема и социјална помош. Некои си пари од Вестерн Унион преку 6800, што и јас тврдам кривично материјално со нотарски ги изјавам дека тие пари не ги имам примено за 2014. Може да се спојени од 2012 и 2013, па ги споја за да можат да не укинат. Не само на мене, има на многу такви лица кои се преку 300 и 400, не знам сега цифрата, меѓутоа сакам да наведам едно. Значи, законот е од 26.1.2015, тој закон стапи во сила. Ако стапи во сила во тој датум, од таа година, шо барат во останатите 2014 или 2013? Уште потрагично што е, ако се пратени одредени пари, тие пари беа одредени што синот ми беше пред 2 години ми беше починат. Овој човек вели дека ги приложил како доказ сите сметки од трошоците околу погребот на неговиот син и тврди дека не е надмината сумата која законски му е дозволена. Но и покрај се, надлежните не го менуваат ставот дека примил пари во голем износ и затоа социјалниот надомест од државата ќе мора да го врати. Образложението наводно дека е од 200, значи прекорачена е сумата, пак ќе речем, тврдам дека не се тие толку пари што ми се испратени, плюс нешто, една година забрана, а мораш да ги вратиш и тие пари. Зашто има одредена сума, некако околу 28.000 треба да ги вратам од 2014. Целата сума од социјална помош за тие 12 месеци, што ги имам пример, мора да ги вратам. Како ќе ги вратам, не знам, не сум сигурен. Не знам вака како ќе биде, не знам. Од една страна не вика дека ова, тоа работа, некои работи, некои покачувања, ама добре е тоа све, но од другата страна не усакатија нас. Тоа најептен, најниската класа од таму удри кај што не треба и тие што ги примаме 2000 денари, 30 денари, од 35, колку по 65 денари, 65 денари на ден ти доаѓа да се помни. Со 65 денари, па добре, малце ќе се снајдеме, па и струја плаќаме, па не размислуват ли за тоа дека со 2000 денари ние апсолутно не може да обстанеме, а не да се прехранеме, да обстанеме со тие. Не знам вака како ќе се тера. Сейфулла вели дека со паричната помош од државата, која во просек изнесува не повеќе од 65 денари на ден, не е доволна ниту да го прехрани своето 6-члено семејство, но е од голема помош за семејство кое социјално загрозено и нема никакви приходи. Тој ги повикува надлежните да ја преиспитаат одлуката и конечно да му се овозможи правото за социјална помош. Овој човек е само еден од стотиците граѓани кои низ административните шалтери бараат образложение зошто им се укинува паричната помош. На многу од нив законските измени кои се направени подоцна им се пресметуваат и важат за надомест кој тие го добили уште пред да се направат измени во законот. Како да се направи правилна распределба на социјалната помош и зошто луѓето заглавуваат во законските лавиринти. Слушнете во продолжение на емисијата Процес. Гости во Процес, Александра Цветановска и Гоце Коцески од Македонското здружение на млади правници. Добро дојдовте. Благодарам.
Значи, многу граѓани го изгубија правото на оваа социјална или постојана парична помош, станува збор, ако се приматели на постојана парична помош, станува збор за луѓе со инвалидитет, кои што живеат од тие пари, значи, било која категорија од овие две, тоа им е единствената екзистенција. Што точно се случи и од кога еве овој закон стапи на сила? Благодарам. Јас на почеток би сакал да дадам еден мал вовед, значи во однос на овие две права, што вклучуваат нив и како дојде до овој проблем за кој што вие го спомнав. Социјалната парична помош и постојаната парична помош се парични права кои функционираат во рамките на системот на социјалната заштита. Како такви тие се наменети за материјално необезбедените граѓани, кажано со правнички термин, а со разговорен термин тоа се работи за сиромашните граѓани. Социјалната парична помош се дава за оние кои што се материјално необезбедени, а кои се способни за работа, едноставно не можат да најдат работа, додека постојаната парична помош се дава на оние лица кои што се неспособни за работа, дали поради болест, инвалидитет или поради досна старост. Сега, законот кога ги пропишува условите, утврдува дека овие две категории на граѓани или лица кои што сакаат да користат некои од овие права, мора да бидат материјално необезбедени. Кажано со совопарен правен речник, тоа значи дека нивните приходи месечни не треба да надминуваат определена сума на средства или не треба да имаат имот од кој што може да се издржува. Сега, законот понатаму не дефинира кои се тие приходи и кои се тие имотни права, пошто ние сме свесни дека не секој приход има исто значење. Едно е приходот кој што се остварува од дивиденда или од рента од кирија, друг е приходот од социјална заштита или од издршка и слично. Тоа не е уредено со законот за социјална заштита, туку уредено со правилниците кои што ги уредуваат овие две права. Во правилниците се точно наведени кои приходи и кои имоти граѓаните не смеат да ги остваруваат или треба да ги остваруваат до определен горен износ. Сега, во јануари 2015 година Министерството за труд и социјална политика донесе правилник, поточно измени постојниот правилник, со кој што го воведе и приходот остварен преку брз трансфер на пари или популарно кај нас приходот преку Western Union и MoneyGram како имот, напоменувам не како приход, како имот доколку приходот е поголем од 50.000 денари годишно. Понатаму овој износ со дополнителен износ се промени на 17.000 денари годишно. Сега какви импликации имаше тоа во однос на корисниците на социјална парична помош? Веднаш по донесувањето на овој правилник, центрите за социјална работа започна една пракса на укинување на социјалната парична помош. Известија ли? Знае ли граѓаните за ова? Не. Затоа што тој исто така важно. Не, значи единствен начин на кој што граѓаните би можеле да се информираат е доколку читаат службен вестник, а тоа знаеме дека не го користат. Бидејќи се одвиваше многу брзо, значи правилникот беше донесен некаде околу 27 јануари, а веќе за 2 недели подоцна почнаа првите решенија со кои што се укинува социјалната парична помош. И сега од правна гледна точка тие решенија имаат многу голема правна фалинка, кажано во наводници, од причина што тие се однесуваат за настан кој се случил пред овој правилник да стапи во сила. Значи за приход кој што е примет во 2013-2014 година на граѓаните им беше укинато правото на социјална, односно на правото на постојана парична помош. И треба да ги враќаат парите што ги земале од Точно. Значи сите пари за претходниот период се задолжени да ги вратат тие средства. И со таа ретроактивна примена на пропис, според наша информација до која што додавме преку слободен пристап на информација од јавен карактер, се засегнати неколку од 1200 до 1800 граѓани корисници. Најголем дел од нив се користи за социјална парична помош, меѓутоа воопшто не е мал број и на оние кои што се од постојана парична помош. Овие граѓани не остваруваат сега никакво право на социјална заштита или на постојана парична помош и се оставени, кажано едноставно без никаков приход, без екзистенција, точно. Имате ли точна бројка? Комуницирате ли со други невладини организации? Имаше информација дека во Куманово околу 500 луѓе првично им било укината социјалната помош. Доста голема, значи бројката доста големи, кај нас се обратија до Сталица, значи кај нас во организацијата. За тоа што значи имаме нели сознание од други организации дека на ниво на Република Македонија значи големи се бројките со овие решенија. Да, има Прилеп, Куманово, има значи доста места Република Македонија. Со тоа што како спомнавши колегата мој Гоца, во рамките значи на проектот на УС заштита на човековите права, имавме можност на овие лица да им дадеме застапување, правно застапување. И тие се обратија кај нас. Тие се обратија кај нас, ние ангажиравме адвокат од тимот на адвокати, со тоа што значи поднесовме 48 жалби против овие решенија со кои укината значи социјалната и постојаната парична помош,
тие жалби, значи жалби ги поднесовме, со тоа што значи веќе сега значи почнавме да добиваме и решенија со кои значи жалбите се одбиваат како неосновани. Тоа Министерството повратно значи како неосновани, образложението значи се вели дека нема нешто никој образложение со кое што не можеме ние да се утврди по кој основ они ги, односно само се наведува само тој правилник донесен во 2015 година и дури е наведено дека нели самиот приход го имаат примерно во 2013 година. Со идентични фрази. Идентични, да. Copy-paste решенијата, значи нема навлагување нели на она индивидуализација на лицето, по кој основ нели, односно парите како ги примало и кој точно период. Со тоа значи ние по добивањето на тие решенија со кои се обиваат по неосновани жалбите, за дел од граѓаните поднесовме и тужби до Управниот суд на Република Македонија, како нели на повисока инстанца, односно нели тоа не како правен лек тоа не беше овозможено. И сега сме во изчекување на тие нели што како ќе одлучи Управниот суд. Се повикуваме на членот 52 став 4 од Уставот на Република Македонија, каде што нели таму е наведено дека не може значи повратно дејство на законите. Тоа што се го спомна тоа, дека не може значи донесен во 2015 година во јануари месец. Пропис да се применува претходната година, мислам, нели тоа е едно од она како тој степен на забрана едно заштита на човековите слободи и права. Тоа е гаранција. Значи едноставно граѓаните во моментот кога се случуваат настаните да знаат точно каква е правната рамка за било какво прашање, не само за социјалната заштита. Едноставно не може да се законите права денеска да важат за настани кои што се случиле претходно. Така и во ова конкретна ситуација. Корисниците на социјална парична помош во 2014 година ниту знаеле, ниту можеле да знаат дека приходот, тоест тоа не е ни приход, тоа е дознака, дотација од странство која што може да биде испратена до нив поради било која можна причина. Ај тоа да објасниме. Кај вас се јавија околу 50 на луѓе. Дали тие луѓе секој месец примаат нешто од странство или тоа е нешто што инцидентно се случило и за какви случаи станува збор? Бидејќи има луѓе со инвалидитет, тие имаат потреба од лекови, голем дел од нив имаат руинирани куќи ако се социјална помош, па имаат право од роднини, од браќа, од сестри, од странство да примаат. Да, имаше значи граѓани кои се обратија до нас, нели за кои им беше укината социјалната постојана парична помош, значи кои прими на пример пари за некоја одредена намена, збориме како здравствена, значи имале потреба медицинска помош, роднина, пријател од странство им пратил пари преку брз трансфер на пари. Имаше значи ситуации кога за свадбена веселба или прослава, нормално тогаш во 2014 година не знаеле дека тоа би можело да придонесе да им се укине нив социјалната парична помош која има единствен извор на екзистенција. И биле наменски парите, значи праќање со цел нели да не само за здравствени и други работи, мислам, кои им биле потребни парите. Имаше за градежни работи, например, комшија му пратил пари кој живее во странство, ако може да му обнови куќата или било какви такви работи. Значи, буквално парите беа праќани наменски со некоја... Се работат ли социјалните служби својата работа? Излегуваат ли од канцеларија да видат зошто се тие пари, како живеат тие луѓе, затоа што ги укинуваат основната екзистенција? Во овој дел Центар за социјална работа се ја користат можности кои што ја дава законот, овие ситуации и настани да се токуваат низ тоа низ правничка гледна точка. Значи, како законот го дава тоа? Законот вели дека доколку лицето пропушти да го извести Центарот за социјална работа за некоја промена во неговата имотна положба, таа промена и примени 200 или 300 евро од странство, со самото тоа, без оглед за каква намена се искористени тие средства, самиот факт дека лицето пропуштило да го извести Центарот, сторило повреда на тој, да кажам, однос на социјална заштита во кој што државата обезбедува социјална заштита, лицето е обврзано да исполнува определени услови и да го известува, и со самото тоа воопшто не се навлегува во содржината. Дури ние во сите овие жалби индивидуализиравме. Значи, зошто во конкретниот случај тие лица имале потреба од тоа? Некаде имаше ситуација каде што имат потреба од лекување, некаде имаше ситуација за погреб, трошоците кои што се однесуваат за погреб. Меѓутоа, не верувам дека ниту Министерството за труд и социјална политика, ниту судот би ценеле намената на тие средства, не од причина што тие не би сакале да оценуваат, но едноставно законот не дава, воопшто не е тоа причина за да се решението прогласи као ништовно или као неважечко.
Тоа е причината. Значи законот е премногу општ. Законот е штур, законот е со правничка терминологија без да се навлезе. А во оваа ситуација не е така едноставно да се пресече каде завршува белото, каде почнува црното и обратно. Едноставно во оваа конкретна ситуација што се случи, орган на државата стори повреда на една од уставните гаранции за заштита на човековите права. И како такво ние се надеваме дека не само во жалбите што ги поднесовме ние туку и другите организации, дека едноставно тоа ќе има некој слух во однос на тоа да се уважат жалбите. Меѓутоа веќе знаеме дека тоа нема да се случи. Едноставно Очекувате сега теренот ќе биде кај управниот суд. доколку и управниот суд донесе негативни решенија, кои се другите правни мерки, каде се можете да се обратите и размислувате за некои меѓународни организации? Судот за Страсбур, например. Следна инстанца е Висшиот управен суд, со кој што се завршува управната постапка кај нас, која што има на некој начин 4 инстанции. Доколку Висшиот управен суд не најде повреда или ја одбие нашата жалба или ја уважи жалбата на министерството, тука завршува и тука е конечна постапката. Излез во кај меѓународните институции, пред се овде мислам на Европскиот суд за човекови права, не е можна причина што социјалната заштита као таква не е право кое што согласно Европската конвенција за човекови права е заштитено. Би можело да се подведе под правото на собственост, меѓутоа и тука би било проблематично. Значи во основа доколку Висшиот управен суд не најде повреда во постапката, завршува и едноставно институциите нема да може да си ја направат едно ревидирање на собствената повреда, само таа повреда на правото ќе си остане како таква. Затоа што за разлика од собственоста, од работните односи или од кривични постапки, што рано може да се дојде до Страсбург, во социјалната заштита е многу тешко да се дојде до тој суд. Така да единствено може да се оди на правото на фер судење, кој што го има добиено, меѓутоа и тоа би било обременето. Меѓутоа ние како опција и е отворено и дефинитивно меѓутоа ние се надеваме дека нема да дојде до таму. Дека судовите ќе воочат повредата на забраната за повратно дејство на законите и дека врз основа на тоа ќе ги укинат решенијата и граѓаните ќе можат за она што се случило, се зборува пред 2015 година, да не трпат никакви штетни последици поради тоа. Тоа си има и некои други реперкусии по тоа, извршители и така натаму, ако не се во можност да ги вратат парите. Да. Точно, меѓутоа работата е што ова функционира на следниот начин. Значи, тие граѓани сега имаат една година забрана да користат социјална парична помош. По претпоставка дека нема да поведат постапка или постапката ќе им укинат. Кога ќе дојде ред наредната година да аплицираат, тие ќе треба да склучат договор во кој што ќе треба да ги вратат овие средства. Ако не се можат да ги вратат, значи не можат да се нема да можат, точно, нема да можат да остварат социјална. Доколку пак во меѓувреме се вработат, во таа ситуација ќе може, значи преку присилна наплата, преку извршител, центрите за социјална работа да си обезбедат да го обезбедат овој долг. Добро, позната ли ви е некаква ваква пракса? Не мора во свет, кај нас во соседството. Нели државата треба да застане државата и Министерството за труд и социјала како институција која што треба да ги заштити оваа категорија на граѓани, треба да застане зад нив и добро да ја работи оваа проблематика, да не ги остави без екзистенција тие за кои што функционира самата институција, постоењето на институцијата е токму заради нив. Има ли ваква пракса некаде и од морални, од етички причини, иако сте правници, можете сепак да го објасните. Оно што е присутно речиси во сите системи на социјална заштита во Европа се механизми да се спречи злоупотребата на истата. И сега под превезот да ги спречиме злоупотребите на таа социјална заштита, кај нас се случи и ова. Значи да дадеме еден нов приход кој што сметаме државата, например, смета дека на тој начин луѓето добиваат средства огромни од своите пријатели во живот, кои што според нив се злоупотреба на социјалната заштита. Може ли некој да живее од 70.000 годишно? Еве да кажеме дека и тие се дадени во намена за исхрана или не. Може ли да се живее од тие средства? Како е тоа? Граѓани што доаѓаат кај нас, посебно нешто кое се социјална помош има дури помалку. Значи нивните месечни приходи се движат од 3 до 4.000 денари. Зборам за помошта што добиле, да кажеме, од пријатели, добро добиле се
екзистенција, не. Дали тоа представува некаква изворна без екзистенција? да се прецизира и да се утврди која е намената на тие средства и зошто се потрошени, не може во старт да се утврди дали тие лица имале намера да го злоупотребат системот за заштита или не. Затоа што кај многу случаеви со кои што ние ви комуницираме немаше воопшто таква намера, напротив, сите дозники беа исклучува да се задоволат потреби кои што луѓето со овој приход што го има тука не можат да го задоволат. Од купување на лекови како што се цитостатици, плаќање на партиципацијата за здравствени услуги, до средување или реновирање на дел од куќите кои што се навистина во живеат во многу лоши услови. Едноставно тоа што државата, повторно од правна гледна точка, е да најде начин, механизам како ќе утврди да се спречат злоупотреби, меѓутоа во исто време да не се оставаат лицата без никаква екзистенција, без притоа кај нив да имала било каква намера или да навистина да одиле кон тоа да го злоупотребат, да го изиграат системот за социјална заштита. Мора да се најде некој начин. Тој начин може да се многу едноставно со тоа што социјалните работници и правните служби во рамките на социјална заштита би посветувале многу повеќе внимание на секој поединечен случај. Наместо тоа да се оди со шаблонски решенија, идентични сите, да, тоа е навистина тешко. Мислам, бара огромни ресурси, меѓутоа и Министерството за труд и социјала има повише вработени отколку што има лица со социјална помош. Да, точно, да. Не е оправдание дека не можат со секој индивидуално да работи. Не, воопшто. Едноставно потребно е тоа да се направи. Потребно е социјалните работници, посебно правните служби таму да бидат и на терен, да не работава исклучиво преку канцеларија. Од канцеларија. Кажам да се различни. Затоа што секој човек си има судбина. Значи, тие се лица кои што живеат на маргините на македонското општество, кои што не ги забележуваме многу често или можеби ќе ги забележиме, меѓутоа нема воопшто да го приметиме. Тие се лица кои што живеат во невисока тешка состојба, кои што секој ден основно прашање им е што ќе јадат или што. Со нарушено здравје. И вообичаено се со нарушено здравје како резултат на таа положба и се навистина во една многу деликатна позиција и тоа што државата најмалку може да го направи е да барем да спречи тие лица да изгубат онаа екзистенција ако примиле некои средства од странство кои што не се незначителна сума и кои што били искористени за некоја наменска цел. Дури имаше ситуација и блокирани сметки за социјална помош поради неплатена радиодифузна такса наместо државата да се организира и да ги ослободи од плаќање на вакви сервисни услуги. Имаше случај за дете што има добиено 1000 денари на игра на среќа, па семејството им беше укинато, паричната помош. Овие се други исто така аспекти, проблеми со кои што се случуваат граѓаните. Да, исто така проблем кој што начално приходите од социјална заштита, социјалната парична помош не е приход врз кој што може да се изврши. Што постои како правило и како законот тоа добро прецизира. Меѓутоа во пракса се случува да некој приходот од социјална заштита да му биде извршен. Тоа не смее да се случи согласно законот, меѓутоа во пракса се случува. Зошто се случува не би можеле да коментираме, меѓутоа јас би истакнал еден пример кој што го имавме од пракса во кој што жена која што користи социјална помош и успева од таа минимална социјална парична помош да тргнува по 500-600 денари месечно. Примерно на крајот на годината тој износ се доведе до 4-5 денари и токму тој износ, заради тоа што не се смета као приход од социјална заштита, као некоја заштедевина, како некој заштеден, тој приход е извршен. Тој приход е извршен. Така да вакви ситуации се чести во праксата и укажуваат на една системска слабост на државните институции правилно да го применуваат правото. Значи, сега коментирам и наблюдуваме работа исклучиво од аспект на правото и на владење на правото, не од бидејќи проблемот е многу по-широк од тоа, опфаќа и социјални димензии и се. Меѓутоа, барем од аспект на правна димензија, државата мора да ги има тие минимум некои стандарди. Има ли можност да се оспори уставност или тоа е долг процес? Значи, ние најпрво сега гледаме оваа поставка, затоа што нели луѓето како што кажуваме, нели, значи материјално
а нема никакви примени моментално. Сакам да Тие не се во можност ниту сами адвокат да си најдат, ниту да напишат. Затоа ние нели како што напоменав, значи излегавме во пресрет на граѓаните во рамки на проектот, со тоа што значи сега сакаме значи ова да избуткаме оваа постапка да видиме, а потоа значи ќе размислуваме за кои можеме начини како да ги заштитиме. Со тоа што сепак значи ние разгледуваме дека, односно се надеваме дека на позитивен исход на целата постапка, зашто на луѓето да не можат нели да не морат 2015 година да ги враќаат тој износ кој што нели бил донесен закон после од кога веќе ги примиле парите. Да се надеваме дека институциите ќе размислуваат малку пошироко и ќе навлезат повеќе во суштината. Јас ви благодарам. Ние благодариме на вас многу.